Председателот Џо Бајден беше срдечно прифатен од израелскиот премиер Бенџамин Нетањаху во средата, додека тој беше во голема воена посета за да ја покаже солидарноста на САД по бруталните напади на 7 октомври од милитантната група Хамас врз израелските цивили. Но експлозијата во која загинаа стотици палестинци во вторникот вечерта во болницата во Газа спречи таква преградка од палестинскиот председател Махмуд Абас или јорданскиот крал Абдула, кои ги откажаа планираните средби со Бајден, и Израел и Хамас негираат дека се одговорни за експлозијата во болницата. Во Израел, Бајден го убедуваше Нетањаху да дозволи меѓународна хуманитарна помош за да им помогне на 2,2 милиони жители на Газа кои имаат очајна потреба од храна, вода и гориво, притискајки коридорите да бидат отворени во петокот. Израел се согласи дека хуманитарната помош може да започне да се движи од Египет во Газа. Демонстранти излегоа на улиците во Истанбул и во многу други градови низ светот за поддршка на палестинците и против израелските напади врз Газа. Некои демонстранти исто така изразија бес кон САД заради поддршката кон Израел и покрај интензивната шатл дипломатија на државниот секретар Антони Блинкен, кој се состана со арапските лидери од целиот регион. Додека Блинкен и Бајден беа во посета на Блискиот Исток, рускиот председател Владимир Путин беше пречекан во Пекинг од кинескиот лидер Ши Џинпин. Обреќајќи се за конфликтот меѓу Израел и Хамас, Путин рече дека зголемениот број светски конфликти ги зајакнуваат врските меѓу Москва и Пекинг. Русија и Кина одбија да ги осудат нападите на Хамас врз израелските цивили. Еден експерт за Гласот на Америка изјави дека оваа криза покажала оти САД сега се единствената суперсила на Блискиот Исток. It is the only superpower that has real military assets. Тоа е единствената велесила која има вистински воени средства. И тоа не се само средства што ќе му ги даде на Израел во конфликтот. Тоа се двата носачи на авиони во источниот Медитеран. Тоа се безбедносните односи со Јордан, со Египет, со Саудиска Арабија, со околните земји. А дипломатскиот опсек е да се прават разговори и активности во кои сте виделе дека се занимаваат секретарот Блинкен и председателот. Русија и Кина работат заедно за да го нарушат глобалниот поредок воспоставен по Втората светска војна, изјави поранешниот заменик советник за национална безбедност Метју Потингер за Гласот на Америка. И сега кога Ши е домаќин на Владимир Путин во Пекинг, тоа е продолжение на ова продлабочено партнерство да се обиде да поттикне хаос во Европа, да поттикне хаос на Блискиот Исток, за на крајот да се обиде да предизвика хаос токму во предниот двор на Кина. Но друг експерт за Гласот на Америка изјави дека за разлика од Русија, интересите на Кина на Блискиот Исток можеби се повеќе во согласност со американските. Мислам дека интересот на Кина за Блискиот Исток не е за поголема војна и нестабилност, бидејќи тие се уште повеќе зависни од енергетските ресурси во регионот. Катулис рече дека одлуката на палестинските и египетските лидери да не се сретнат со Бајден толку брзо по експлозијата во болницата не е нужно знак дека не се подготвени да соработуваат со САД, туку дека се чувствителни на реакциите на сопствените улици.